Јас и ти сме љубов, љубов ти и јас. Стара фотографија и повторно. Јас и ти сме ноќма заедно. Љубов ти и јас. Стара фотографија и повторно. Јас и ти сме љубов, љубов ти и јас. Стара фотографија и повторно. Јас и ти сме ноќма заедно. Стара фотографија, нова емисија, така некако ќе му дојде. Добро утро и добро ми дојдовте. Мислам дека поубав почеток и поубава најава не можев ни да побарам. Да слушам денеска гости во студиото на магазин Филип и Ивана. Ова намерно двајцата Филип за да бунат кога се на сцена, но како и да е. Стојковски е на гитара, а Гелевски е вокалот. Да, точно. И Ивана. Дамата на средина многу ми се допаѓа како си ја чувате. Мора. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро на вас. Како сте добри? Сте распеани сте? Ако сте распеани, знам дека сте добри. Нераспеани сме, Што да. треба, Се распеавме што треба, во Куманово малку. Секогаш спрем. Куманово, Скопје, ова утро, вие сте кумановчани? Горди кумановчани, некако така ми е впечатокот. Да. Нели? Точно. Гледате, не ми ни дослуша за Да, пишање. точно да потврдиме уште во старт. Одлично, прв пат се дружите со мене, но верувам дека од старт некако ни убав почетока, така што очекувам да имаме навистина на убава емисија. Што Ивано кај вас? Иванова песна, нов спот, тоа некако ни беше иницијална каписма за денеска да не бидете гости, ама вие ќе ми кажете малку повеќе околу деталите. Точно, имаме нова песна, имаме нов спот. Убав е овој период, уствари, околу празниците. Успеавме и да сработиме нешто надвор од ангажманите кои што ги имавме и многу ни е драго за тоа. Песната поминува многу убаво, така што драго ни е што сме тука денеска, ви благодариме на поканата. Така, тоа е песната Без нас. Така е. Точно. Што како со оваа песна, нешто околу видеото, анекдоти. Знаете како се што се случува позади камера, го нема во официјалното видео. Секогаш е најинтересно. Секогаш е прекрасно. Јас се смеам за тоа што секогаш бираме да се мрзнеме у зимските месеци да снимаме спотови, што Ама е тоа е прекрасно. најзагрејани од Тоа е настапи. приказна само по себе. Да, апсолутно. Така што интересен беше целиот процес, анегдотите ги има и тоа како од позади камерите, намести се вака, онака, но дури јас можам да кажам дека и дечките се заслужни за све, затоа што јас последна дојдов. Они наместија све. За техничкиот дел Филип ќе каже. Така е. Самиот спот промина супер, сами го работевме скроз, со мала техничка подршка од наши пријатели од Куманово, повеќе околу стручно дел околу камери, нормално, тоа што не го познаваме ние доволно. Самата продукција околу спотот и приказна е целосно наша. И сама монтажа, и сценографија, и реквизити на бина, тражење локација. Режирање, ако можам така да го кажам некако комплетно. Генерално се мешаме секогаш во се, затоа што пак да се долови нашиот дух мора да се вмешаме во се, но овој пат да, дефинитивно целосно го направивме спотот. Сите три спотови се наша продукција технички. Да, генерално И претходните два, али овој е највеќе наш. Од самиот почеток до од самата најбейсик идеја, нели почетна идеја, па се до самата реализација и времето кое го работевме преска што го кажавме, тој муабет малце беше студено. Технички за тоа, Малку повеќе. малце повеќе, да. Многу е скромен, малку дека беше студено. Па така, али секој со своето ниво на во јануари. јануари, На да. јануари, помеѓу Ден празници. пред роден ден. На денот на твојот роден ден. Денот пред. А, ден пред роден Реков, ден. утре ми е роден ден. Добро, тама пред роден ден да Утре и прославиме. бадник. Да, Се Ти се смрзнавме родена на малце. Бадник. Стварно. Каков убав ден. направив ден. Браво. Значи, спотот е, ќе го паметите според тајмингот Да, апсолутно, на да. снимањето. Да, ми готи температурата е. Одговара тој. Да, ова е Без нас, снимена на истата сцена од Ти и јас.
Ова е јас, нас, следната песна вие. Ќе се буниме со Пробаме да имиња. направиме нешто во таа сфера. Сега веќе може да дискутираме околу спотот. Сега веќе мене ми е многу по-јасно. Многу ефектен дел беше некога некако се пронаоѓавте низ публиката. Со светлото, па ми кажавте дека тоа буквално нака се снимало со последници или на крај. Така, на Ова значи крајот. дека не беше планирано, ви кликна додека снимавте или едноставно веќе бевте изморени? Клик додека бевме таму, да направиме некој интересен брейк Да. за самиот брейк на песната. Да се тргнете малку од Да, сцена да, да се смени буквално. сликата која што е Сам, цело да, време сам. тука, да викам ова бара да се смени кадар. Уште еден Тоа е кадар да да смениме добавиме. кадар. Ајде вака, ајде пробавме, убаво Единствена излезе, промена да. што се случи. Да, уствари да. Дека спотот е сниман со две технички статични камери. Точно, Што да. еден напред пред нас, а една над нас. Едната е од озгора. И само тоа не беше и гајде го уште нешто да направиме по-интересно да биде вака и А имавме празна сала, така да. Опции колку сакаш. На Грејате, располагање, да. Грејате да не се Мислевме и на самите седица да направиме Да. нешто, но Да. ајде, тоа е веќе температурата не многу ладно спречи. ни беше, вика Ај за нема. следниот спот нека остане. Задоволни сте од тоа како сето тоа излезе, предпоставувам со гледна тоа дека целосно ваша енергија, нели, онака буквално сте вие на сцената. Сега ова многу ме интересира, тоа значи дека тешко ви иде да доверите на некој друг целосно да ви изрежира, да не случајно не сте тоа вие Па или не баш. Сметам дека овој пат имавме доста малку време на располагање, затоа што имавме премногу настапи околу Нова година и празниците кои што беа околу. Но во меѓувреме сосем спонтано дојдовме нели до песната. Сосем спонтано беше напишана, сосем спонтано се работеше на проби на кои што се работеа и други работи нели околу настапите кои ги имаме и пробите кои што ги правиме редовно околу настапите и пропретно со тоа што го правевме околу настапите ја вежбавме и песната, менувавме работи кои што ете во моментот нели едно е кога ќе напишеш песна, друго е кога ќе одсвириш па ќе видиш што одговара, што не одговара на гласовите, на гитарата, на сите инструменти посебно. И во меѓувреме се случи тоа, така што немавме многу време реално за да побараме и тим за работа, немавме многу време бидејќи сакавме нели да излезе песната, да не седи сега со години во фиоки, да седи само да ти И стои на повеќе си ја глава. цениме самата работа. Подобро сам колку ќе се сработиш, знаеш како сработено и како е дошло до тоа и каков е резултатот од тоа и некој повеќе се цениш. И кога ти се плати трудот на крајот. Да, реално сите ние него било кој изведувач или може да платим некој туѓ труд па да добиеш производ, ма тоа може би не си ти. Квалитетот ни тоа, да, Да, но може и поквалитетно од било кој нормално, нели? Така, Али во ова модерно време се може. сепак не би Али им ваков труд нас не значи многу повеќе. Али ова песна и спотот и се рекордно во рекордно време Да, точно. излезе сега. За малку имаше една варијанта, ова ќе го кажеме прв пат јавно, онака, за малку имаше варијанта да биде спотот без нас. Да, Значи, наместени кадри, сценографија, фул, се како што гледате, статичен кадар во ама само да ја нема. Не Значи, нема. само инструментите? 3 минути стојат инструменти за качење на сталка. Без нас. Буквално без нас. Буквално спотот се менуваат кадри напред-назад, со публика, ма не нема нас. Тоа беше првичната идеја? Не, тоа беше некој блиц идеја Која за добила малц. блиц идеја? Таа блиц идеја ја даде нашиот помошник, копродуцент, што работи на сите 3 спота со нас. Аха. Тоа е мој драг пријател Емил. И на кратко даде една блиц идеја. А да направиме фора, ќе снимиме се ова, ама само без вас на видео. Да, извака чинелите од И ти викаш, па тапанот, снимајте. нешто се мрдаат. Што да снимаме, само наместиме, пали камери, само и тоа е. Тоа од прва, пушташ песна и тоа е тоа. Да. Евентуално што вика Филип, чинелите ќе се мрдаа, Чинелите пошто да се имаше мрдат нешто такви малку моменти, мрднија чинелата бегај. Сталката многу и бега, како многу ќе се потепаме по минува. Или нака кабелот на микрофонот малце се Да, се да, мрда. Колку да се каже. Добро, еве нека остане ова идеја, можеби ќе се случи, Да, може би ќе се случи. ќе се Без нас, реализира. 2. Два. Може ќе се Вржен тук. Нема правила во уметноста, во Така, креативноста, така, нели, убаво е кога се кршат правилата. По во тоа се принцип. водеше и нашиот пријател. Баш тоа каже, дека нема правило можно да направиме како сакаме или како сакате, буквално. Да, сме Тоа виделе исто спотот да каде го што го каже. нема артистот, нели Да. има други Така, актери. глумат, така. Меѓутоа еве се уште не сме виделе спот без Без никој ништо. во него. Може ќе беше ова перфектно. Сега што зборуваме, ми се повеќе се за да се идеја. размисли за без нас.
Вие само направите песна и ични се секирате за спотот. Секако не треба да се спремате вие. Тоа е така тоа. што Добре, не мора да станува Можеме да сме рано да тука се... да видиме дали сценографијата е добра и тоа е тоа. да, 30 минути емисија се да се слушам без нас. И ги А може таков и настап да направите. Да, си оди снимено во Да ве нема посадено. на сцена, празно е почнува, се пали светло и Тоа тоа се е има тоа. случајно уствари, не немаше на сцена околу короната. да. Уште пред така, многу да. време, да, само што заврши целото тоа рестрикции, седење дома, само што почнаа помалку и сега луѓето смеа да бидат во кафич, но ние уште не смеевме да свириме и ние бевме собрани дома во соба. Лайвстрим правиме. Сега ми тека зашто зборуваш. Кафичот, да. Сериозно? Да, правевме лайвстрим дома кај другиот гитарист, пошто имаше опрема за снимање, камера, микрофони, се озвучено во миксета фул. таму Само ви што има ние на бевме бим. И таму ние има на видеобим. Значи луѓе вака се журкаат, ние свириме од дома и ни наручуваат песни преку месенџер. Ама буквално не е вака. тоа. Не е тоа, али си има десено. Иновативно. Но се има Да. случајно да не сме присутни на свирка, а да се тече забавата. Значи тоа, да, Ништо сега да ми не текна да. зашто зборуваш тоа. Али Тоа е покрај тоа што добро. немавме свирки, тој Да, никакви тој период свирки, ништо, нема никакви, настапи. ништо не се дешаваше и тоа ни беше Али збориме некој вид да за издувен мал вентил. кафич, онака као одбран Да. дел на публика, сака жива музика не може. И пак Па чека ние ќе ви описи. дадеме жива музика. Тоа е креативно и иновативно. Апсолутно. На лайв стриминг Во за тоа кафе. време беше апсолутно супер работа која што се случи, толку можевме Така. да направиме, но сепак забавата беше и кај нас и кај нив без Така си е. Кај ти ова. тека Па и нова Маракери, историја. и Маракери Памтам. дојде кај нас на холограм, ама тука беше Да, па така нека сличи. Не е холограм, али. да. Локален холограм, може. Може. Интересно. Меѓу останатото од оние новитети кои што периодов ви се случуваат, се настапите во Швајцарија. Тоа е Што би најново. успел Дино Медли, ние живо Швајцарска, ама И како таму бе? одеше, и таму се Како свирише бе таму. впечатокот ваш за Швајцарија? Како ви се случи Швајцарија да настапите? И тоа имавте неколку настапи. Не, тоа не беше првиот настап таму. Тоа беше првиот настап, да. Наш Кажете, пријател, на различни места сте биле? Се шетавме на различни места, настапот беше еден, сега за сега шетањето се ли надеваме било? нели дека во иднина ќе бидат и Филип повеќе. ме зболи на почеток. настапот е во еден град потикнат од наш пријател Исто Комановец, кој веќе некој време живее таму. И држи еден, така да кажем, исто локален малски бар, кај што се труди да промовира артисти од Балканот. Значи, ние не сме првиот што сме отишли тука таму. Тој е голем поддржувач на електронска музика и доста наши диџеји од Скопје и Куманово ги има носено кој него, знаеш. И се труди некако да промовира наши артисти во Швајцарија, не е нормално. А ние сме му првиот бенд. Ајде да пробаме па да видиме како ќе помине. Убаво. Знаете лично од Куманово? Да, така, Имаме да. соработувано во Куманово. Соработки онака, значи не е некои блиски пријатели или добри соработки имаме завршено со него, така да од тоа помина, ајде да пробаме да видиме што ќе направиме. А на крај си поминавме искрено Прекрасно, екстра, да. да. Апсолутно. Тој како домаќин прво се покажа, пред се, самиот град, настапот, тој И има место Сега би за можеле да кажеме име дека на сме местото. поблиски пријатели, апсолутно. Да, се прошетавме, Сега се зближи. видовме многу убави работи. Мислам, Швајцарија е прекрасна. Јас прв пат одам за да останам таму. Претходно имам поминувана само низ Швајцарија, но да го доживееш тоа како култура и како луѓе и како навиките што ги имаат луѓето секојдневно, бидејќи останавме неколку дена, не беше само настапот и врати се дома. Така што успеавме да се прошетаме низ неколку мали градчиња што се тука околу, да ги видиме на големите водопади во Европа и Вау, сигурно тоа е фасцинантно. На Ибавите, Апсолутно, да. водопади на Рајни. А кој беше во публиката ме интересира? Дали беа тоа локалци, дали беа наши луѓе, балканци? Па, И каква музика свиревте? технички најголем процент беше луѓе што се од Македонија, од Србија, од Хрватска, нешто така. Највеќе македонци и Хрвати, Да, да. да. Највеќе, а имаш и срби, босанци, дури и локалци, имаш и турци.
Да, имаше луѓе кои што бидејќи локалот е поделен на две различни места, две зони. Таму се седи по лежарно се пие кафе, барот е на другата страна. Има многу луѓе кои што седеа во другиот дел на кафичот, кои што дојдоа да чујат бидејќи слушнаа дека има бенд, жива музика, без разлика на тоа што големиот дел од песните и не ги разбираат, бидејќи пеевме на македонски. Тоа сакав да прашам, пеевте на македонски? Да, си пеевме. Баш буквално иста сет листа кој што свириме, значи никаква промена. Тоа беше и поентата. Наша музика ја свириме таму. Тоа ше проевски, на пример нокаут. Ама имаше и српска и хрватска музика. Имаше српски, да, нормално. Не сме само фул македонски терен. Јасно. Како ги бирате песните? Баш тоа зборевме во бекстејџ, да. Реално ги бираме спрема енергијата која ни ја враќаат луѓето. Значи, ќе кажеме, вајбаме со публиката. Гледаме на што има најдобар одзив, на тоа враќаме, тоа држиме, нормално понекогаш си промовираме свое. Значи си гледаме, си промовираме свое нормално. Тија сигурно ја има. Таа ни е Највеќе. Таа срамота е да ја нема. Си промовираме свое, али нормално секогаш се прилагодуваме на публиката која е во барот. Веќе секој бар е различен, не можеш баш фиксно да свириш едно те исто. Да, секаде. Не доликува на ресторан, пример, да свириш нешто, можеби, па или обратно во некој бар ноќен да свириш некоја полежерна музика, се прилагодуваме. Тоа го направивме и во Швајцарија. Точно, да. Спрема луѓето кои беа таму, нормално. Интересно. Сакате ли да отсвирите уште нешто? Некако на ваша свирка некако многу добро звучите. Може да има со втората песна време? Ајде, може. Може? Да пробаме. Океј? Секој ден нервозен, луѓе мислат дека сум заљубен, седам сам и мислам на тебе, а ти кој знае каде си? Секој ден бев до тебе, но ти не приметуваше, и сега кој крив да е, што ти не знаеш што со себе. Мислите и срцето се борат меѓу нас, но јас вака не можам да живеам. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, штом ке го чујам твој глас. Време да ти кажам колку ти прибајам јас. Знам дека има надеж за нова приказна. Како се спојат да се ушен? Ова е долга приказна. Ајде вие почнете Во дека. три Али може на реченици, кратко. како некако би дошло. Може имаме да почнеме Се познававте ли од предходно, бидејќи многу ми сте координирани едни со други и некако тоа ми дава тоа знаење, дека ви пред се приватно сте многу блиски. Многу сме блиски, тоа ми се чини дека е и Клучно. темелот и клучно е, да, Пред се за тоа што другари, па. функционираме така како бенд, бидејќи сметам дека првенствено би требале да се почитуваме и сакаме пред да почнеме било што да правиме заедно, за да би можеле да го правиме, нели, квалитетно кој што треба, не само колку да се каже. Сум голем фан на тоа квалитетно и како што треба. Да. Јас и Филип, некоја 2016-2017 така, година, прво бевме двајца. Отсвиравме некоја свирка две, после известно време беше дали планираме да продолжиме со ова. Тука се вклучи уште еден гитарист. Тоа траеше некое време. Филип се приклучи со дали може овој дечко да испее една песна на свирка кај нас. Баш така. На две свирки, дали може да го земеме детаво со нас у бенд. Бубњарот исто така се приклучи скроз Спонтано. рандомна свирка. Дај да пробам. Свираше кахон во тој момент, се свираше кахон на свирката, проба, виде дека му оди. Ми се чини дека можеби немаше да биде бубњар во животот, да не го земавме у бенд, тогаш веројатно нешто. Не му дале прилика Да. на човекот. И тоа треба да го цени да не го заборави. Точно. Ја има музичка дарба секако, но Да.
Тоа мотивација. беше еден друг состав кој што сега како таков не постои, се смени само еден член. И се смени името, да. Да, и се смени Не името. беше The Solution, Пред некои 3-4 години станавме The Solution. Но може да кажеме дека свириме заедно скоро 9 години. Така. 90% иста постава, нели, сме, мислам дека скоро 10 ќе направиме. Така, од добро 2016 уствари Не ми ако оди сме баш почнале на точно ден, таму така, негде. така. Треба да го видиме При првото крајот, видео што имаме снимено, јас и ти имаме евент. Па Треба да го видиме, мислам дека 10 години скоро. Прашува за години. Не ме зашо. Нема Така, шанса да се брзи сетиме прашања. точно, но јас од прилика нешто памтам. Важно Во е секој 10 случај години, да. многу долго Бидејќи веќе. тогаш во момент не личело дека нели ќе излезе до овој лево сега што е не дека некој лево, Никој али не се надавал на тоа. али на авторска музика, на настапи ширум Македонија па и пошироко. И нели нормално тогаш требавме како деца повеќе. Да, апсолутно. Ајде И да бевме посвириме деца. она што го сакаме и спремина во ова Сме сега. смениле Че ви толку израснавте многу- со музиката и со бендот некако. Апсолутно, да. Предпоставам дека имате решение за се со оглед на името на Да. Така, да. Така е и настана името, решение за забава. Да. Го име решението за забава. Ние сме да се слушаме. Ние сме решението. Добро ми работи логиката по Тоа е тоа, буквално. Така е тргна. Како да биде, ајде нека биде. Супер. Супер. странски, Имам уште малце време за мислете, многу брзо ни Може? поминува, ама да ве прашам за Макфест, бидејќи Може? ти и јас на Макфест беше нов авторски почеток за The Solution. Некако таа песна многу помина добро, не знам дали ви биле очекувањата такви или не. Искрено не. Воопшто не. Плюс тоа е звук кој што се помалку го има како авторска музика, нели многу поп и сите оние нови правци, миксови и така натаму, меѓутоа вие се враќате малце во на време кога рокот можеби повеќе доминирал и сега ова не е поп-рок, туку е рок-поп бенд. Да. Обрат. Тоа рековме, поп-рок може би побаво звучи да се изговори, но генерално тоа што ние го правиме е обратно рок-поп, со мали примеси на поп. Со тоа што би кажала дека ете, се навраќаме можеби на музиката која што најмногу сме сакале да ја слушаме и се уште ја слушаме. По текот на годините треба човек нели да е во текот со настаните, но сепак сметам дека има место за било кој музички жанр се уште да живее, без разлика дали тоа е нешто ново сега или е нешто што е поставено како темел уште пред многу години. Апсолутно. Сакам да кажам, не сте се наклониле она што е во моментот ептен тренд и актуелно за да добиете на публицитет, Не е тоа туку во сте наш останале стил. Се држиме на доследни нашето, на вас и она што го сакате. Прашањето ми е годинава ќе бидете на Макфест повторно. Ќе биде ли тешко надеваме. да се се потрудиме, надминете Така е себе планот, си? така е планот. Така е планот. Така е планот. Не е нормално Еве, дека ако има тоа се жири случи, комисија за како што тоа. нели рековме дека ќе биде, ќе биде ли тешко да се надминете себе си со ти и јас, со оглед на успехот кој Секогаш што е го тешко постигна да се оваа надминаме песна? себе си. Мислам, После ние се ти и трудиме. јас, дефинитивно е тешко да се на исти фестивал, исти бенд да направи подобро. Нормално дека сакаме да биде. Се Бидејќи надеваме веќе сте апсолутно. поставиле некои Да, критерии. али нели И така неочекуван успех беше ова толку. од никаде, голем, буквално, од никаде што излегуваме од дупка што се вика. се надеваме дека и ова ќе биде Во секој случај ќе дадеме се од себе, работиме со убав тим на прекрасни професионалци кои што си ја знаат работата многу добро, така што се надеваме дека ако Има не резултат. исто како ти и јас барем дека ќе дојдеме до тој левел, се надеваме дека ќе биде одржуваме прифатен. тренд со работење со строго најдобри луѓе, така Да, да, се дефинитивно. така ни се Само некоја похвални хемија. зборови. Во нашиот стил. Ја значи, имаме, да. да. Така, во многу ме Супер. интересира од македонската сцена, ако со некој би имале опција за дует, со кого би било тоа? Ја мислам дека овдека сите различно ќе сите ќе кажеме одговориме, различно. зависи кој што. Ајде почни ти. Сега ме ставивте вака на мисла. Искрено, ова е преголем залак за мене, но би ја издвоила Калиопи, бидејќи е нешто прекрасно. А јас многу ги сакам фанк шуи, така што и ја би сакала да пеам со нив. Енергијата. Да. Јас искрено имам многу звезди во нашата македонска естрада, но јас морам пред се да кажам дека јас би снимал песна со
мојот другар пријател Мартинијан Кириловски. Одлично, па и по-куманска тоа да линија. направиме Зашто да не? Веќе друго. Зашто да не, да видиме како ќе биде тоа. Другиот Јас би држал до рокот, а тоа е Бени Шакири и нон-стоп. Какви добри комбинации спојавте сите. Дефинитивно. Многу ви благодарам за гостувањето, брзо ни помина времето да се Така е. гледаме за нови промоции. Ала ви многу. Така, за многу. крај ќе слушаме ти и јас, може? Може го. Макфест. без Уживајте проблем. во Да се слушани, се гледаме утре со уште една пејачка од македонската сцена.